Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Тезите дека уставните измени би можело да се направат по примерот во Хрватска, ВМРО-ДПМН ги гледа како добро решение. Со овој модел, Македонија ќе биде држава на еден народ и на малцинствата во нејза. Воедно, и Димитар Ковачевски, но и Бујар Османи во неколку изјави за медиумите говореа како хрватскиот устав е прифатлив модел, додека денес молчат. Затоа ги повикуваме СДС и ДУИ како самопрогласени европјани, како политички субјекти кои се залагаат за Европски фронт, да ги прифатат измените на уставот по примерот на земја членка на Европската унија. Со овој модел, Македонија ќе биде држава на еден народ и на малцинствата во неа. Имено, во Уставот на Република Хрватска јасно пишува национални малцинства, а во Уставот на Република Македонија делови од народ. Разликата е голема. Македонскиот народ е изедначен со останатите народи кои живеат во Македонија, за разлика од националните малцинства во Хрватска. Во Хрватска јасно пишува дека е национална држава, за разлика од Македонија, која е воспоставена како граѓанска држава. Почитувани, ова би биле суштински промени кои Македонија би ги направила со промената на уставот, каде националниот карактер на државата би го надминал мултиетничкиот. Воедно, ВМРО-ДПМН е бара во насока на широко толкување на уставот и деталниот карактер, доколку се прифати моделот Македонија од мултиетничка да стане национална држава, тогаш да се впишат сите малцинства регистрирани согласно последниот попис. СДСМ и ДУИ не би требало да имаат против устав на земја членка на Европската унија. И патем, против устав на земја членка на Европската унија, кој го користеа како најсоодветен пример кој Македонија треба да го примени. Ви благодарам, дозволете ми да прочитам и прашање кое што стигна до пресцентарот на ВМРО-ДПМН. Дали сепак ќе имате представник во работните групи за уставните амандмани и дали понудата за менување на уставот по хрватскиот модел значи дека де факто отстапувате и веќе сте дел од процесот на уставни измери. Нека кажат дали прифаќаат предвремени избори и дали се согласни на хрватскиот предлог. И да повторам, понудата за промена на уставот по хрватскиот модел значи дека Македонија де факто ќе биде национална држава и на хартија и во пракса, а не како досега граѓанска држава на хартија, а федерална во пракса. Ви благодарам.